деновиве започна уште еден капитален проект во општина Струмица, а тоа е изградба на нова дистрибутивна мрежа во должина од околу 7 километри. Еден проект кој што го припремавме, го подготвувавме еден извесен период и кој што ќе биде финансиран, односно покриен инвестицијски од кредит подигнат од Светска банка, кој се подигна, односно општина Струмица се задолжи врз база на една одлука на Советот на општина Струмица, донесен уште во март 2019 година. Следеа процедури на транспарентна постапка која што беше неопходна за да се одобри овој кредит и еве како резултат на тоа деновиве започнува оваа изградба на нова дистрибутивна мрежа се со цел подобрување на квалитетот на општинските услуги, подобрување на основната базична инфраструктура во општината и секако како крајен резултат подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во општина Струмица. Се работи за една инвестиција, за еден кредит од прилика нешто повеќе од 26 милиони денари, кој што ќе се исплаќа врз база на таа либор стапка, времена отплата околу 13 години со 3 години грејс период. Тоа е карактеристиките на кредитот се прилично поволни, можеби најповолни до сега. И мислам дека општина Струмица со тоа ќе направи едно големо збогатување на дистрибутивната мрежа, гасоводна мрежа, која што патем речено веќе ќе достигне некоја бројка од над 40 километри во општина Струмица и која што значително ќе ги подобри квалитетот на услуги према граѓаните и секако како една исто така многу важна цел подобрување на амбиенталниот воздух, една мерка која што ја сметаме во тие есенцијалните базични кои што треба да дадат некој резултат во подобрувањето на амбиенталниот воздух во иднина. Со проширувањето на дистрибутивната гасоводна мрежа за уште дополнителни 7 километри, општина Струмица покажа дека води грижа за своите граѓани, за нивниот квалитетен живот и за еколошкиот сегмент од нивниот живот. Со изградбата на овие 7 километри, целта е до што повеќе корисници да се стигне природниот газ, да овозможиме повеќе корисници, повеќе граѓани, наши сограѓани да го користат природниот газ како енергенс. Проширувањето на оваа мрежа во оваа фаза ќе се одвива по 6 проекти во 4 урбани единици и како што спомна и градоначалникот, тука ќе биде и за прв пат едно населено место да се поврзе на дистрибутивна гасоводна мрежа. Тоа е населеното место Дабиле. Во прва фаза до самото училиште, со тоа што ќе го опфати училиштето и ќе ги опфати објектите индустријски кои се на самиот пат Струмица-Дабиле. Другите делници што ќе бидат изградени со овој проект е централното градско подрачје. Таму ќе имаме две делници. Едната ќе биде околу позади трговскиот центар Глобал. Тоа се улиците, ќе ги опфати улиците Ленинова, Васил Сурчев и 4 јули. И втората делница во центарот на градот ќе биде на булеварот Ленинова во потек од Централен регистар до домот на пензионери. Други делници кои ќе бидат изградени тука се ова кај што сме сега присутни кај полицијата, кој опфаќа голем број стамбени објекти во новиот дел од градот кај што се гради, од поранешната касарна, како и дел од стариот дел на градот по улица 22 декември. Други делници ќе биде по улица Младинска, на потегот од кружниот тек до поранешната Кожара, до Крушевска република. И еден поголем дел исто ќе се изгради на булевар Ленинова, на влезот од Струмица, на булевар Климент Охридски и околу Црвен крст, на улица Јанко Цветинов, дел од улица Коста Бозов и дел од улица Браке Миладинови. Со овие дополнителни 7 километри вкупната должина на дистрибутивната гасоводна мрежа во Струмица ќе изнесува некаде над 41 километар. Со истата изградба ќе бидат опфатени голем број на индивидуални и на колективни стамбени објекти, како и на голем број општински државни јавни институции и предпријатија и на исто голем број
приватни компании.